Благодарам, драги дечиња, почитувани гости, почитувана министерке Тренчевска, почитуван директоре, команданти, почитувани директорки на институциите, колеги и припадници на македонската полиција. Најнапред сакам во мое лично име, во име на вработените во Министерството за внатрешни работи, да ви посакам на сите топло добре дојде во полицискиот центар Ѓорче Петров, на ова наше заедничко, јас би рекол традиционално предновогодишно дружење, заедно со припадниците на специјалните единици на полицијата при Министерството за внатрешни работи, да ја споделиме заедно радоста во овој празничен и новогодишен период. Покрај дружбата со нашите специјалци, вие денеска одблиску се запознавте и со дел од нивната работа, што е тоа поразлично, што е од минатата година. Имавте можност да разговарате со полициските службеници, да другарувате, да ви кажат како им поминува еден работен ден и верувам дека низ разговоривте, забележавте зошто токму овие колеги се дел од Министерството за внатрешни работи, односно зошто ја избрале таа професија полициски службеник, а дополнително зошто се дел од специјалните единици на Министерството. Да се биде на браникот на државата или да се биде дел од безбедносниот систем, да се биде во функција на заштита на граѓаните, на безбедноста, треба да споделувате пред се врвни човечки карактеристики, особености, а тоа е солидарноста, емпатијата, хуманоста, храброста и подготвеноста, да се даде највредното човечко во заштитата на колективното добро. Јас сум овде не само како министер за внатрешни работи, туку и како човек кој што сака да го поддржи светот на младите, на вашите желби, на вашите визии, на идеалите кои што сакате да ги постигнете и еден ден да не замените сите нас кои што седиме овде на овие позиции и да бидете навистина добри, честни и одговорни граѓани на државата. Затоа што младешката сила, енергија, соништата на младите луѓе кои што ги имаат се светилник и на надежта на сите нас. Ентузијазмот кој што го поседуваат младите мора да биде инспирација за секого од нас и затоа и ние сме тука да учиме од вас. Да се смееме, да другаруваме заедно и секако да направиме спомени кои што ќе ни останат незаборавни на сите во животот. Грижата која што денеска ја демонстрираат моите колеги е грижа која што ја демонстрираат и секоја година и денеска заедно со колешката Тренчевска нека биде ова убав пример за меѓучовечката љубов, за поддршката на вашиот пат низ животот и за тоа дека вие треба да покажувате и грижа и солидарност еден кон друг и само така ќе се изградите во вистински личности кои што можат да придонесат повеќе за себе и повеќе за општеството. Ние како Министерство сме тука секогаш и за вас и за вашите потреби и сакам да знаете дека не сте сами во животот, не сте сами на овој свет. Ние сме тука да ве послушаме и да ве поддржиме и да ви помогнеме во градењето на таа светла иднина, заради тоа што за нас секој еден во општеството е важен. И за секој еден треба и мора да се грижиме, затоа што секој еден е иднината за сите нас и за државата. Во контекст на празничното
дарување, ниту денеска нема да изостанат тие подароци кои што сме ги подготвиле за вас. Новогодишниот подарок од мене и од колегите припадници на специјалните единици, од директорот, од раководството, од министерката, се состои од зимски обувки за секој еден од вас. Посебно сакам да упатам благодарност и до сите припадници на специјалните единици, што исто така ќе ве израдуваат со производи, со подароци, кои што практично тие се откажуваат од нивната маренда за еден ден, за да ви ја подарат на вас и да споделат радост со вас и издвоија и лични своји средства. Исто така сакам и да ја поделам со вас пораката за нова година. Секоја нова година нови можности ни нуди и отвара перспективи за нови почетоци. Можеби не можеме секогаш да го избереме почетокот на нашата приказна, меѓутоа ние сме тие кои што можеме да ги обликуваме секоја следна страница во приказната која што е пред нас. И во новата година сакам да ви посакам најнапред на сите да имате одлично здравје, да имате сила, да имате љубов и да имате успеси на секој чекор. Да бидете внимателни, послушни, да изобилувате со почит према оние кои што со вас и ви помагаат да градите добра и светла иднина и секако оваа година да ви донесе многу радосни моменти, но и да отвори нови шанси со кои што ќе можете да ги остварите вашите соништа. И на крајот сакам да споделам уште нешто со вас, зашто сум убеден дека вие го знаете, ама за тоа треба да се подсетиме, нели? Употребата на петарди воопшто не е кул, како што секој од вас или повеќето од децата мисла дека е така. И тоа е исклучително опасно и за вашиот живот и здравје, меѓутоа и за животот и здравјето на луѓето што се во околината, може да остават екстремно тешки последици кои што може да го запечатат животот и сите тие мечтаења, сето она што ќе значи испишување на секоја страница во новиот живот, во новата година, да бидат практично лоши за сите нас. А второ, знаете дека и тоа е многу строго забрането и нашите полицајци секогаш се тука добри да се дружат со вас, да ви подарат внимание, љубов, емпатија и солидарност, ама и тука се ако не се однесувате така како што треба да се однесувате. Така да и ова треба да го знаеме сите, затоа што апсолутно нема никакво задоволство ако при тоа нарушите здравје на некого, си го нарушите собственото здравје, се преплашите во одреден момент од користењето на петардите, за кои што навистина последиците може да бидат фатални. Уште еднаш сакам да ви ја честитам на сите новата 2024 година, да посакам безбедни, мирни, празнични денови и да ви се исполнат најпосакуваните и најубавите желби што сите ви ги имате. Ви благодарам уште еднаш.